Zdravo, вие слушате Радио Канал 103, ова е 87-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија посветена на квалитетни и актуелни ТВ серии, со која што ја е прва епизода од која што ја започнуваме новата сезона, а денес ќе ви говорам за една од најдолго очекуваните ТВ серии, која што уште од 1991 година беше планирана за адаптирање пред се на малиот екран, но во ниту една итерација не беше успешно преведувањето на култниот стрип во телевизискиот медиум. Се до оваа година, кога се склопија коцките на Нил Гейман, кој успеа да собере екипа пред и зад камерите, за да ги оживеат антропоморфираните надприродни сили кои имаат избегано од метафизичките пространства на светот на соништата во реалноста, и нивниот крал се обидува да ги врати назад пред се во собственото царство на сните, наместо да дозволи да продолжат да роварат на земјината површина. Стана збор за серијата The Sandman, која може да ја погледнете на Netflix, за која што ќе ви говорам во 87-то издание на ТВ 103, која што го започнавме со две моќни композиции од албумот You Are Weightless, кој што го издаде бендот Food. Долго време не се случило да имам тешкотија да изберам песни за да пуштам на конкретно затворање на некоја епизода, заради тоа што не налетав на лоша композиција на албумот. Така што на почетокот на емисијата тој вајб кој што имаат, односно тој пустински призвук, меѓутоа во комбинација со гранч елементите од 90-тите, го прават овој бенд да се одвојува од другите, која ќе се додаде згора на тоа мелодичното пеење на вокалот. Ова екипа која што доаѓа од Мелбурн, од Австралија, има еден од поуспешните албуми кои што на најдобар можен начин комбинираат стонер со гранч, овозможувајќи двата музички жанра да кохабитираат еден со друг. Ја слушаме композицијата Bitter и прекрасната Caged Animal, а во продолжение ќе ја слушаме Fire Dance и I'll Be Just Fine. Односно, тоа се исто така две композиции кои што се наоѓаат на You Are Weightless. Во овој звук кој што го слушате во позадина не е дополнителен фон. Фонот на емисијата е екзистентен, меѓутоа ова е преценетиот наш мил вентилатор кој што во Канал 103 си го сакаме и негуваме, заради тоа што суицидално би било да работиме во просторија каде што нема клима, меѓутоа се снаоѓаме како што умееме и знаеме, затоа и мојот одговор ќе биде последен со дополнителен фон, така што се надевам дека ќе ги опростите овие остапки кои што и правиме од редовното водење пред се техничката изvedба на емисијата, заради тоа што немаме многу воздух за дишење во просторијата, па ова е единствен начин на кој што би можел да говорам без да се стопам на микрофон. А доколку сакате да дознаете како ќе се врати господарот на соништата на својот престол, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 87-мо издание, кое што е посветено на ТВ серијата The Sandman, која представува американска фентези драма, која е продуцирана од страна на Нил Гейман, односно еден од најзначајните автори на фентези на денешницата, потоа Девид Гоер, кој што има продуцирано серијалите за Бетмен и за Блейд, и Алан Хајнберг, кој што го знаете од ТВ серија од 90-тите и 2000-тите како Party of Five, Sex and the City, Gilmore Girls, The O.C., Grey's Anatomy, Скандал, во поновите кои што ги има продуцирано. А станува збор за адаптација на графичката новела на Гейман, која е објавена во периодот од 1989 до 1996 година за DC, што значи дека тие и Warner Bros. Ја имаа серијата во нивните раце за да биде продуцирана од нивна страна, меѓутоа
нема можност тоа да го направат изминатите 3 децени и беше објавена на Netflix, а не на нивните стриминг канали, што сметам па дека беше една мудра одлука. Netflix, знаете дека загуби милиони претплатници поради нивната лакомост и прецетруење на претплатниците со шпански и турски серии, за кои што веќе неколку години ви говорам дека проблематика со која што тие не сакаа да се соочат, а веќе заминаа на тој правец на кој што дефинитивно никој не сакаше да погледне да се движи овој стриминг сервис, и со години ви посочувам дека ова беше сериозен проблем кој никој не сакаше сериозно да го свати. Меѓутоа претплатниците, кога се појави тој диверзитет на понуда и падна квалитетот на овој стриминг канал, многу добро знаеа да одберат што да следат, така што целењето на квантитет по секоја цена без квалитет беше причина за да го загубат тронот во Streaming Wars од страна на Disney Plus, како стример со најголем број на претплатници, 221 милион наспроти 220 милиони. Меѓутоа помала е нивната заработувачка со оглед на тоа што е помала и претплатата за Disney Plus. Во секој случај Netflix намалија со пренатрупувањето на платформата. Условно речено, ова светете го дека намалија, иако уште објавуваат месечно 20 на серии, кои јас лично не можам да престигнам да ги погледам, така што во август, на пример, ги објавија Partner Track, Cheden, JT, Go Deep, Mo, Tekken Bloodline, Rila Kumas, Theme Park Adventure, Off the Hook, Clio, A Model Family, Family Secrets, Unsuspicious, High Heat, The Girl in the Mirror, You're Nothing Special, School Tales, The Series, Trainwreck Woodstock 99, Kidnapping Scandal, The Florence Chasez Affair, Club America vs. Club America, и во исчекување сме на новите серии на Гилермо Дел Торо и Майк Фленеган ова есен, кои што се разбира дека ќе збогатат оваа платформа со нови хорор остварувања. Семен беше објавена на 5 август, односно тогаш беа пуштени првите 10 на часовни епизоди, која беа надополнети во текот на месецот со бонус епизода, која беше објавена на 19 август, што значи дека ви се потребни 11 часа да ја изгледате во целост, што значи дека мене ми беа потребни, односно повеќе од денови за да ја изгледам, делејќи ја на 3 епизоди дневно најсила, затоа што можам да одвојам 3 најсила до 4 часа во денот за секоја серија, ама повеќе од тоа станува веќе проблематично. А ако сте тврдокорен љубител, верувам дека ќе најдете 10 часа да ја гледате во еден здив. Јас не бе во можност тоа да го направам, па затоа ја цепкав и затоа ми беа потребни овие повеќе денови. 11 епизода е започнува со 3D анимација со мачки и продолжува со заробената муза Калиопе, односно поранешната жена на Морфеј, мајка на Орфеј. Во серијата станува збор за господарот на сните Дрим, односно Морфеј, Морфеус, напоменат во серијата, кому му се одземени трите талисмани, односно шлемот, песокта и рубинот, и заробен е од страна на британски аристократ Родерик Бърджес. 106 години се наоѓа затворен во кафезот и 1916 година е уловен со помош на некаква си култистичка иницијација, со тоа што Бърджес посакува да зароби некој од тие Eternals, односно него или некој од неговите браќа и сестри во неговата стапица во капезот која што е става, сметајќи дека најверојатно ќе зароби смртта, меѓутоа го заробува сонот. За кога ќе се ослободи од затворот, да се огледа дека неговото кралство на сонот е во распад. Именно тој ќе рашири болест на сонување на Средоземјата, од која што мистериозно ќе умираат илјадници, но кога ќе се врати во доменот на сонот, ќе забележи дека голем дел од неговите поданици му го завртеле грбот и заминале на земјата помеѓу луѓето, а тој ќе се упати да ги собере неговите украдени талисмани и да ги прибере неверниците, но за тоа ќе мора да се обрати и на помош
од неговите сестри, па дури и да се соочи со Луцифер и Мазекин во пеколот. Така што добро слушнавте, Луцифер и Мазекин, кои веќе се адаптирани на малиот екран во една друга популарна серија Луцифер, која што е изродена токму од ликовите кои потекнуваат во графичката новела Сендмен на Нил Гейман, но за потребите на серијата ги глумат сосема различни актерки, иако немаше да постои серијата Луцифер да не беше пред се графичката новела Сендмен. Во 1916 година имало своевидна наезда на болест која што ставала луѓе во длабок сон, во кој што тие умирале, која не знаеле од каде се појавува и има одземено стотици животи, именувана како енцефалитис летаргика. Така што имало неколку неуспешни обиди за адаптирање на серијата. И да почнеме со ред. Првата филмска адаптација требало да ја режира Роџер Ејвери во 1991 година, но сценариото кое му би направило мерак на Гейман, меѓутоа не се согласил режисерот со продуцентот и настанала првата проблематична форма за адаптирање во филм. Во 1998 година Вилијам Фармер го пишува најлошото сценарио на Сендмен, според Гейман, правејќи го Морфеј да биде злобниот брат на Луцифер, поради кое што бил разочаран Гейман од ова сценарио и радо не би го гледал Сендмен во форма на филм, отколку да гледа филм кој што не бил квалитетен. Меѓутоа, ако би можел тој да се одлучи кому да му го даде во доверба сценариото, тоа Тери Гилиам дефинитивно било едно од имињата на кој што со задоволство би го предал сценариото. Во 2013 година Девид Гоер прави обид за нова верзија во која Џозеф Гордон-Левит требало да го глуми и режира, да глуми главната улога, односно Морфеј, да режира некоја епизода, меѓутоа Њу Лајн требало да го продуцира и кога нова верзија на сценариото направил Ерик Хајсерер, го напушта проектот Џозеф Гордон, кој што почнува да води кага со Ворнер, а Ерик предложил да биде HBO серија, а не филм, со оглед на тоа што веќе има многу неуспешни обиди за да се филмнува оваа богата книга, односно богат збир на томови на графичката новела. Додека сме кај сериализирањето, во 2010 година Джеймс Манголд предложил HBO да се фатат за работа на серија, а му авет паднало и Ерик Крипке, односно продуцента на Supernatural, да ја работи серијата, што не му се допаднало пред се на Гейман. По Good Omens седнуваат Гейман, Гоер и Хайнберг да прават обид за да ја истуркаат серијата. Со правата од Warner дадени на се на Netflix, кои што ги купуваат во 2019 година, затоа што HBO и не можеле да го финансираат тој преголем буџетски залог за адаптирање на серијата, ама затоа Netflix, кој што се гладни за IPO, не размислуваат два пати и се нафатија да ги откупат ликовите пред се за да си направат серија од нив. И таман беше одобрено работењето на серијата по 30 години, во мај 2020 година беше закажано снимањето и ги рокна COVID пандемијата, па се одложија снимањето до септември и почна во октомври, снимајќи во Британија, завршувајќи до јули 2021 година. Илустратор на кориците Дейв Мекин, кој го знаете како автор на плакатите на филмовите на Милчо Манчевски, ги нацрта од јавните шпици кои што се прилично колоритни и впечатливи за оваа серија. Се разбира дека беше една од најгледаните серии во август на Netflix, па ако може да им се верува на цифрите, кои што тие манипулативно ни ги нудат за да погледнеме, за да согледаме пред се колку се популарни нивните серии. 328 милиона часот серијата се гледани само во август од страна на нивните посети, односно од страна на сабскрайберите, односно претплатниците на Netflix, доколку уште наш посочувам ова се цифри кои што се релевантни. Колегите, една од најгледаните серии на тој месец и најгледана во неделата која што се појави. Што се цифри кои сведочат дека Netflix нема да дозволат туку така оваа серија да замре.
и да им се исплати, се разбира, влогот. Колегите критичари се сомневаат дека тие што не се фанови на стрипот ќе најдат некако си уживање во серијата, иако никој не може да негира дека се може да се забележат каде се фрлени парите за продукцијскиот дизајн, камерите и осветлувањето, ама тврдокорните фанови се разбира дека ќе имаат проблем за тоа зашто е направен, например, кастинг кој е поразличен од нацртаните ликови, но Гейман, кој стои за серијата, е доста активен на социјалните мрежи и ми го разубави летото кога го гледав како со сатира и цинизам им враќаше на хејтерите кои не го одобрија кастингот, посебно на Луцифер, говорејќи му на еден од тие незадоволни дека Луцифер е специјално биран да го иритира конкретно него, затоа што предпоставувал самиот Гейман дека ќе го револтира, а останатите исто така се избрани според нивниот талент. Така што ова се тие вицкасти спрдашања кои што не Гейман си ги прави со луѓето кои што ја мразат серијата заради тоа што сметаат дека секоја серија треба да биде направена по нивна мерка, не баре тие имаат дадено пари за да се сними оваа серија и како ли како можела една серија нив да ги разочара. Меѓутоа тие се далеку од функционирањето на студискиот систем и најдалеку се и од допирот со реалноста. Така што хейтери секогаш ќе има, меѓутоа критиката треба да биде аналитична за секоја серија, каква што сметам дека треба да биде издржана и аргументирана и баш поради тоа постои ова радиоемисија. Sleep of the Just, Imperfect Hosts, Dream a Little Dream of Me, A Hope in Hell, 24/7, The Sound of Her Wings, The Doll's House, Playing House, Collectors и Lost Hearts и да не ги заборавиме Dream of a Thousand Cats и Calliope се насловите на епизодите од првата сезона на The Sandman. А тука ќе направиме една кратка музичка пауза, ги слушаме Haifa Blaze. Haifa Blaze е бенд кој што ни доаѓа од Бразил, односно од Луи. Станува збор за еден стонер рок бенд кој што има гаражен призвук, меѓутоа исто така како и Food се во блиска корелација со гранж музичкиот жанр, така што имаме уште една итерација каде што овој пат стонер рок и стонер метал со јужначките примеси и гаражниот призвук е во некаква си хибридизација со гранж елементите, така што уште едно моќно издание ќе слушнеме продолжение, односно стана збор за албумот Dissect, од кој што ќе и слушнеме Northwestern Stomp со моќен риф, потоа Burst и Going Down. Уживајте во Haifa Blaze и потоа се враќам во да ви говорам за улогите во ТВ серијата Sandman. Вие слушате Радио Канал 103. Ова е 87-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радиоемисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, во која што ви говорам за The Sandman, односно во овој сегмент на емисијата сакам да продискутирам за улогите кои што може да ги погледнете во оваа серија, која е предводена од Том Стъридж, кој што глуми Дрим, односно Сон, односно Морфеј, персонификација на сонот и на кошмарот, односно господар во царството на сонот, кој е заробен од страна на британскиот аристократ. Во стрипот е заробен 70 години, а во серијата 106 години, со оглед на тоа што стрипот е работен за крајот на 80-тите, доаѓа во реалноста, односно на слобода во 80-тите, а во ТВ серијата во денешницата. За која ќе се ослободи да се обиде да ја стави власта под контрола на царството на сонот, затоа што секој нели мора да сонува. Личи на некој сиготичар од 80-тите, односно на Роберт Смит на млади години, односно како и што треба. Дел е од 7-те Endless, како што можете да слушнете Нил Гейман како ги посочува дека тие се налик титаните, односно некои од нив се помоќни од самите божества, и мислам дека Томе и тоа како соодветно избран и неговата криптичност, односно неговите дефинирани реченици, неговите готови и моќни искази кои што ги напоменува, сметам дека се најдобра инкарнација за сето тоа што треба да го има протагонистот кој што на неговиот грб
не само што ги одржи цевкупното царство на кошмарите, туку и самата серија. Потоа Бойд Холбрук го глуми Коринтијан, односно тоа е кошмарот кој што бега од царството на сонот, кој што го идеализираат, односно идеализираат сириските убици и кој ќе биде почесен гостин како говорител на нивниот саем на убици. Таа прекрасна епизода за крајот на сезоната, односно станува збор за еден од тие примери на пребеганите, односно на избеганите сни кои што ги злоупотребуваат луѓето, односно наместо да им служат да нив, тие се прехрануваат. Од нив еден од нив е и убиец од Коринтијан. Вивиен Ачемпонг ја глуми Лусиен, односно таа е библиотекарката во царството на сонот, која што се обидела да го држи царството под контрола додека бил заробен Морфеј, која што откако нема да го препознае севкупниот труд кој што таа го направила еден век додека тој не бил тука, ќе се повлече се додека самиот Морфеј не согледа што дека всушност не би бил ништо без неа, и тоа е еден многу круцијален сайдкик, ако повеќе така сакате, односно помошничка на самиот Морфеј, која што и тоа како е значајна за одржување на редот и поредокот пред се во царството на сонот. Петон Освалд го позајмува гласот на Гавран од Метју, тој е емисарот на Морфеј на земјата, снимени сцени со вистински Гавран. Дейвид Тјулис го глуми Џон Ди, односно тоа е синот на Брџес и на Крип, кој што, нели, чија што потрага по вистината ќе го загрози пред се светот, наследникот на заробувачот Брџес, кој што е способен за слова и ако умее да ги привлече симпатиите на соговорниците, односно во пошироките рамки на универзумот на DC, тој е бегалец од Аркам Асайлам. Аркам Асайлам, знаете што точно таму се наоѓа во стриповите и филмовите за Бетмен. Джена Колман ја глуми Јохана Константин. Таа е окултна детективка, глумејќи две итерации на ликот, како денешна наследничка на Џон Константин, уште еден од тие фамозни ликови од стрип универзумот на DC, како и предокот на самиот лик во 18 век, односно леди Јохана Константин. Константин е малтене Дилан Дог во DC универзумот, така што е ловец на кошмари, односно детектив на ноќни мори, така што невпечатлива ми беше мене лично Джоана за улогата што треба да има, заради тоа што има тежина, која што доаѓа со самата таа моќ да се истражува над природното и да се поима овој свет на невообичаеното. Гвендолин Кристи ја глуми Луцифер Морнингстар, односно таа е господарка на пеколот. Геймен смета дека не може да се реконфигурира ликот кој што глуми Том Елис во серијата Луцифер за потребите на серијата Седмен, па затоа бараше женска верзија, која е поблиска до ликот на стрипот, иако не е ни таа погодена според мене, заради тоа што ја сметам дека со некој што може би личи на помлада верзија на Девид Боуи би бил најпогоден, ама што би знаел јас за потребите на оваа улога. Сметам дека Гвендолин Кристи ја нема таа харизма која што Луцифер треба да ја поседува, а која што и тоа како ја имале неговите други итерации во светот, така што знаеме што се случува со серијата Луцифер, така што ова е можеби некоја од поблагите верзии на восприемањето на овој прогонет лик. Само да не заборавам, додека е Константин во прашање, Питер Стормер го глумеше Луцифер во филмот Константин, така што има неколку итерации, не е само Том Елис човекот кој што го има глумено Луцифер во рамките на овој DC универзум. Да не ја забораваме тука и Кирби Хауел Баптисте, која што е глуми смртта, персонификација односно на самата смрт, сестрата на Морфеј, која што е помила и подрага од неговите сестри, која што има разбирање на сите луѓе кои преминуваат од другата страна на животот и е грижелива без разлика на тоа каква е незината професија. Иако во оригиналниот стрип сосема поразличен е дизајнот на девојката, мислам сепак Анг носи со себе и е облечена во црна, меѓутоа
личи на некаква си металка од 90-тите години, што соодветствува на самиот стрип и на периодот во кој што е работен, меѓутоа денес е друга перцепција имал Гивен како да го создаде овој лик. Фердинанд Кингсли го глуми Хобгалдлинг, пријателот на Морфеј кој што живее стотици години, кому ќе му ја даде моќта да не умре и да се пресретнува со него по една деценија во кафана. Сандра Джеймс Јанг глуми Юнити Кинкейд, таа е богатата прабаба на Роуз која се разбудила од болеста на сонот, а Роуз Уокер, односно Киора, е младата девојка која што трага по нејзиниот брат кој ќе биде жртва на коринтијанинот. Розейн Джамал е Лита Хол, односно пријателката на Роуз, која тажи за нејзиниот мртев сопруг, која во сон ќе забремени од него. И тоа е уште еден од препеганите ликови од овој универзум. Имено станува збор за ќерка на Wonder Woman од DC и Хектор, нејзиниот сопруг, е всушност синот на Хокмен од DC универзумот, така што ова се ликови кои што се во корелација со останатите стрипови на овој издавач во овој богат универзум. Мелисанти Махут ја глуми Калиопе, односно музата на Хомер, поранешната жена на Морфеј, односно мајката на Орфе, и Артур Дарвел го глуми Ричард, односно Рик Медок, авторот кој што ја заробува Калиопе против нејзината воја за да му даде нови и нови книги и да биде неговата муза за инспирација, присилна инспирација која што ја наметнува. Секако да не ги забораваме сестрите на Морфеј, односно трите судбини со криптични пораки, односно трите фурии, и секако Диспери Дизајр, сластни на наситност, односно очај и посакување, кои што се надеваме дека ќе ги видиме полна акција во наредните сезони. За жал не се присутни во голема мера судбината, Делириум, братот на Луцифер Михаел и присуството пред се кое што е нели се моќноста, се знаењето во овој стрип, односно светлината која што е дадена на светот. И Маршал Менхантер, Константин, Луцифер, сето тоа се ликови кои што допираат до нивните други појавувања во DC универзумот. Сепак, како што можете да забележите со паралелите кои што и правев со начинот на кој што се нацртани и прикажани ликовите во графичката новела, настанува една своевидна иницијатива за форсиран диверзитет, каде што политика предимчи наместо драматургија. Ако е црно, нели се поставува прашањето зашто е црно, ако е бело, зашто е бело. Јас со години го отврдам мојот исказ дека не ми е гајле каква боја на кожа има актерот, ако автентично го долови ликот, и либерален сум околу кастингот, верувајте секоја итерација, односно секоја адаптација на едно дело во друго, односно на една гранка во друга уметничка гранка, сметам дека мора да подлегне на засебна призма која што има авторот кој што го адаптира, така што јас не би имал никаков проблем и ова често го напоменувам и Дензел Вашингтон да го глуми цар Самуил, заради тоа што знам дека ќе растори во една таква улога, ама снегулки ќе ви рече дека не смее да се занемари културолошкото искуство ако некој актер е црн, жолт или црвен. Искуство што сметам дека воопшто не смее да има удел во самиот перформанс, освен ако му е потребно на ликот. Ама тогаш па не би било отстапувањето за зацртаните норми за прерогативите на карактерот одобрено, и ако се става актер од друга боја и го донесе и наметне багажот на неговото животно искуство во ликот, кому не му е потребен, тогаш тоа е дополнителна пречка која што создава нови непотребни проблеми во самото дело, така што мене занаетот ме интересира, а не бојата на кожата. Политиката е за на митинзи, не е за во уметноста според мене, ама ако релативизираме и ја бараме политиката во секоја реченица, ништо корисно нема да направиме. Така што форсираниот диверзитет, како и секој кастинг, има добри и лоши страни и се сведува на намерата со која што пред се употребува кастингот. Имено Рут Нега, например, во Причер, е одличен екземплар на намерата за која се употребува пред се. Односно, најдобар пример за ефективно форсирање, кај што пркосењето на ликот е доловено од страна на актерката, меѓутоа во нејзин стил,
што е нужна карактеристика за лик кој изгледа можеби повеќе на бела панкерка од 80-тите, но тоа комплетно се занемарува ако идејата и замислата и пред се особеностите кои што треба да ги поседува тој лик во денешни рамки Рутнега ги долови и ги доловува се уште во Причер, така што јас не би можел Причер да ја замислам без неа, така што незиниот актерски перформанс кој што го донесе во оваа серија е незаменлив, кој што не можам да го споредам со новите итерации на ликовите кои што се во Сендмен, за жал, заради тоа што можеби некои од актерките кои што се одбрани се уште не имале можноста да се докажат како што тоа нели Рутнега го направил Причер. Дали би сакал смртта да ја видам како бела металка, се разбира дека би сакал и украдена ми е таа можност, но важно е да се истакне незината грижливост за лековите кои што умираат и да биде криптична, што е постигнато со изборот. И иако го сваќам и разбирам Геймен за изборот на Луцифер, знам дека досадни му се ликовите и сака да си поигрува со первертирањето на нормативот, меѓутоа го прави тоа по секоја цена, ама шармот и харизмата кои што треба да ги поседува ликот, кои се нужни според мене, ги нема. Така што сметам дека има многу подобри актерки од неа, кои што може да го доловат Луцифер со сета своја перфидност. Така што би гледал некоја си по различни итерации, јас сум секогаш за по различни итерации, меѓутоа сметам дека може би треба да се најде некоја си подобра, требало да се најде некоја си подобра актерка за Луцифер, меѓутоа не се најмуваат актери и актерки според нашите желби, заради тоа што тоа е долг и макотрпен процес, зависи од милиони фактори кои што ние не може да ги знаеме и не може да си гатаме на графчиња или да си нарачуваме кој сакаме да не глуми во нашите серии. Едноставно тоа е сплет не само на околности, туку и на можности, кој е слободен, кој е заинтересиран, кој од тие десетици продуценти кои што се ќе противи на таа одлука, кој не, кој може да се финансира од страна на самиот буџет, така што има мал милион фактори кои што обичниот гледач апсолутно не е запознан и не треба да биде запознан, така што избрана е Гвендолин да биде Луцифер и тоа е тоа, сите ќе треба да се помериме со тој избор и тоа како ќе треба да уживаме во незиниот перформанс, кој без разлика дали мене ми се допаѓа, едноставно си ја врши својата функција за која што е наменета да ја има во оваа серија, односно да биде Луцифер. Многу гости поземуваат глас во серијата, па дури и Нил Гейман и Джеймс Мекавој ги имаме во анимираните сегменти на мачките, секако дека и Тенант и Шин од Good Omens се присутни во оваа епизода и Endless треба да им служат пред се на луѓето, а не обратно, да се хранат од нив, и тоа е потерата поради која што заминува на самата земја Морфеј да ги поправи овие грешки и да си ги собере избеганите сни кои што им се потребни на сите луѓе. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, ги слушаме одличните My Sleeping Karma, еден од моите поомилени бендови на денешницата, кој што доста често и слушам заради тоа што нивната инструментална музика, нови психоделичен рок-н-рол, бендот кој што ни доаѓа од Германија, растура во секој поглед на оваа категоризација, односно ќе слушаме две композиции од нивното последно студиско издание Атма, конкретно слушаме Маја Шакти и Према, како што може да забележите под силно влијание на браманизмот, односно на хиндуизмот, така што My Sleeping Karma создадоа во овој ковид период уште едно моќно инструментално студиско издание, така што уживајте во двете композиции од Атма и потоа се враќам во етер да ви говорам за одредени спецификации кои што ги има ТВ серијата Сендмен. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 87-то издание на емисијата ТВ 103, кое што го посветувам на ТВ серијата Сендмен. Во оваа емисија ви говорев за начинот на кој што таа макотрпна потреба за создавање на оваа серија се развлекуваше во изминативе 3 децении, ви говорев за улогите и секако на крај ќе коментирам за неколку спецификации за серијата која што за жал нема најава.
Има само титул карта, меѓутоа за толку долги епизоди сметам дека треба барем да има едноминутна најава, а режисери на епизодите се Майк Баркер, Джейми Чарлз, Мирзи Алмас, Андрес Бейс, Корали Фарджет и Луис Хупер. И секако Хиско Хулсинг и Луис Хупер исто така за последната епизода која што 11-та која беше овааток на серијата, а музиката за оваа серија ја работи со оглед на тоа што само да не заборавам да напоменам кај во контекст на самата режија, епизодноста, односно антолошкиот пристап можеби одговара за различни режисери и режисерки да застанат и да работат на епизодите кои што да се разликуваат помеѓу себе, меѓутоа со оглед на тоа што пратат засебни ликови и како се тие во корелација со самиот Морфеј и тоа како имаат причина да се разликуваат една од друга, така што оде вака не е синхронизираноста, не ми пречи до тој степен со оглед на тоа што е нужно и го бара тоа серијата од различните автори со различен пристап. Во контекст на музиката, Девид Бакли е авторот на неа, кој што комбинира класична свита, оркестрација која што има гудачки, оркестар кој е волуменозен, грандиозен, како што доликува за една фентези авантура, но исто така има и композиции кои што си поигрува во спрега помеѓу електрониката и класичната свита, со бит, например, во амалгам со оркестрацијата и неколку дури и кратки синт секвенции кои што наликуваат на трип-хоп, и ќе можеме да слушнеме неколку композиции од овој автор за крајот на емисијата, а Девид Бакли е композиторот на ТВ серијата Evil, исто така има работено и музиката за ТВ серијата The Lincoln Lawyer, која што се појави оваа година, и на филмовите Unhinged, Nobody, например, Папилион, адаптацијата е негова, 50 Shades of Grey, трилогијата, и The Good Fight и The Good Wife ТВ сериите, секако и на Brothers Grimsby и The Nice Guys, така што си поигрува и во рамките на ТВ сериите и на филмовите и работи пред се со ова амалгамирање помеѓу класичната свита и електрониката, овој британски композитор. Во контекст на сценографијата, впечатлив е светот од сонот, како што можете да слушнете, дека што е можно повеќе градени се сетовите, конкретно интериерите, делумно, односно се градени, а голем дел се на грин скрин. Има дури едно видео кое што може да го погледнете, каде што се проектираат на зелен екран пеколот, например, и останатите домени кои што се во рамките на сонот, ама фантастичното е постигнато со над природните пред се пространство, секако засилено со CGI, и се снима, например, во таверни, во тајни одаи, во куќи, во ментални институции, на паркови, што значи дека има многу локации во обемниот свет во Англија, каде што се снима поглед на кадрирањето. Уил Болди, Сем Хисман и Джордж Стил се снимателите на епизодите, односно кинематограферите, кои што започна една дебата, дури на Reddit се разви, каде што смета одредени луѓе дека се користи фишај леќа, меѓутоа причината зошто настанува една дискрепанца помеѓу тоа што се гледа е заради тоа што е истекнат 16:9 аспектот на снимање, се користат 93% од сликата, односно изложен е сонливиот свет кој што не соодветствува на 16:9 кој што се проектира, и затоа се постигнува ова издолжена слика која што има светот на сонот, и на тој начин се дестабилизира гледачот со овај сонлив свет. Мене не ми пречеше оваа неконзистентност, овај истегнат aspect ratio, меѓутоа, ете, на некои луѓе не ја сватија намената на ова, не е техничка грешка, туку е поигрување со самиот аспект за да се долови очуденоста која што секако дека ја одобрувам, не само во промената на снимачкиот аспект и неговото изобличување за да се достигне саканиот формат, туку и би промовирал, односно би поддржал поигрување со различни леќи за да се направи ова дисторзирање на реалноста, како што нели сонот сам по себе представува, така што апсолутно немав никаков проблем со тоа. Има 5 монтажери ова серија, преобемно е време траењето на серијата, голем број на епизоди, ликовите издолжуваат во едночасовни сценарија, кои во првите 3 епизоди има многу поспор пейсинг, ама по пеколот, која ќе стане серијата малтене омнибус, се засилува
впечатокот кој што го остава врз гледачот, впечатлива и даркерската облека на Морфеј и на неговите сестри кои што се антропоморфирани. Колку ви има шминка која што се има костими кои што се употребува на пример на малото момче кој што мисли дека е суперхерој, така што има вложено и тоа како и во сценографијата, не само во сценографијата, туку и во костимографијата, на природно има колку што ви душа сака, има дури еден змеј помеѓу Каин и Хавел во првите епизоди каде што се пресретнуваат со нивниот господар Морфеј. Хумор има мали дози, еротика не забележав, иако сласта се надевам дека во наредната сезона ќе иницира неколку орги. Поглед на ефектите, премногу има на почетокот CGI, непотребно го одзема вниманието, затоа, например, умилена ми е 24/7 епизодата, затоа што е лимитирана во контекст на самиот CGI и добро е напишана. Се гледа траги на Нил Гейман на секаде во рамките на серијата и затоа е верна адаптација на самиот стрип. Флешбек има кај Константин и кај човекот кој што не може да умре. Има забременување во сонишата низ туѓи сни, кое што може да отвори еден вортекс помеѓу соништата. Жанровски е дарк фентези, мелодрама, на англиски јазик се говори. Во контекст на недостатоците на серијата, уште еднаш ќе посочам, предолги се епизодите заради тоа што исклучиво се подпираат на градење на светови, кои што се разбира дека ќе одзема многу време. Почетокот споро се придвижува, ама од пеколот има нова брзина во епизодите, има многу епизодисти, односно споредни ликови кои што се појавуваат и изгубуваат и се губат и кој знае кога пак ќе може да ги погледнеме. А во поглед на, што сметам дека не е можеби толку добра одлука, но се разбира богат е светот на Сендмен, поглед на континуитетот на епизодите, уште еднаш посочувам најомилени ми се епизодите за Рубинот, кога мора да ја кажуваат вистината ликовите, потоа епизодата со смртта, односно ботул епизоди кои што се разбира дека на пример и саемот на сериските убици една од нив, но иако се подолги епизодите, сепак се содржајни и го задржува вниманието и нема празен од во овој огромен и обемен свет. Погледам градењето на ликовите, Морфеј е водечкиот лик кој што се проткајува на секаде, меѓутоа има и огромен број на епизодисти кои што го разложуваат светот на Сендмен. Поглед на интертекстуалната и адаптацијата, графичката новела, брои 16 изданија, кои што треба да се адаптираат на серијата од 80-тите до денешницата, односно во, например, 75, ако не се лажам, се изданија, кои што само се вкупно до 96-та година, кои што се првите два тома се замени само предвид и некоја си потреба за истакнување на очите на Морфеј е дискутабилно колку и како се постигнува во самата серија, а паралелни серии кои што може да ги погледнете, односно се во светот и наликуваат на овој фентези свет, секако дека се Локенки, Good Omens, American Gods, Lucifer, His Dark Materials, Sabrina, Constantine, The OA, Legion, Watchmen, The Boys, Daredevil, Eerie Indiana, Gotham Under the Dome, The Haunting of Hill House, Winona Earp, Shallow and Bone, Supernatural. Драматична атмосфера со тензични соочувања, загарантирана е гледливоста и постигната е убедливоста. Самиот епилог се отворија крај со Desire и Lucifer, например, кои што може да се разработат и треба да се разработат во наредна сезона, ама си дојде све на свое место. Во соната дури Морфеј се хуманизираше и научи нешто од човештвото, па дури да го цени трудот на Лусијан од мене, има 8 од 10 оваа серија, а за продолжението кој што веќе почнато да се пишува сценариото за втората сезона и со оглед тоа што има 8 томови, 16 томови на самиот стрип, има простор за адаптирање во тие 76 изданија кои што се зад себе на овој стрип, така што за материјал има. Колку ќе биде го задржи вниманието и колку ќе биде консистентен, тоа оставаме на иднината да го посочи. За крајот на емисијата слушаме композиција од композиторот на самата серија The Sandman, од Девид Бакли, односно
творби кои што се наоѓаат на самиот скор на оваа серија, кај што ќе може да ја наслушнете неговата спрега помеѓу класичната свита и електрониката. Вие го слушавте 87-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализирав квалитетите и недостатоците на првата сезона The Sandman. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао!